Добро вечер, гледачи. Денешна тематика ни е за мене барем можна интересна, бидејќи веројатно за зоолошката градина малце сте размислувале околу тоа дека е туристички потенцијал. За 2 години таа прави 100 години и мислам дека на некој начин сакам да направиме разговор и се запознаеме со таа установа која на многумина им е нешто само како чување на животни. Мојот вечерашен гостин ќе ви се представи и ќе ви каже зошто и како почнал со зоолошката градина. Добро вечер на сите гледачи на Вистинска телевизија. Јас сум Јорданчо Милошевски, биолог во зоолошката градина во Скопје од 2007 година и професионално се бавам со, да речем, одгледувањето на животните во зоолошката градина. Нашата Скопска зоолошка градина е една од најстарите на Балканот. Формирана е 1926 година од страна на познатиот биолог доктор Станко Караман, кој што творел во тие години, истражувал. Има откриено многу видови во Македонија опишани од негова страна, како растителни, така и животински. Има преку 120 Преку 120 научни трудови има издадено од Македонија и таа година, 1926 година, ја формира основа 3 институции во градот Скопје. Тоа се Природно-научниот музеј, Градскиот парк и Зоолошката градина. Од тогаш, значи, Зоолошката градина до ден денес има 98 години, екзистира. Првично била на 4 хектари, подоцна се проширува на денешните 12 хектари. Станко Караман се, да речем, на еден начин се влюбил во Македонија и македонските убавини, како растителни, така животински, биодиверзитетот во Македонија, кој што не бил до тогаш истражуван баш. И од тука и починал 1959 година, а роден е 1889 година, така нешто, на 17 мај починува и на тој од Сараево. И благодарение на него постојат тие 3 институции до ден денес. Јас претходно, значи, работев во Министерството за животна средина, во секторот за природа и сакајќи да помогнам на зоолошката градина, која што тогаш 2007 година веќе почна со голема реконструкција. Треба луѓе кои што се стручни во таа работа, затоа што кадарот тогаш беше многу сиромашен, немаше биолог, имаше до душа биолог, но требаше нешто ново да се вметне, некои нови содржини, комуникација, нели, познавањето на јазикот е многу важен за да можеш да соработуваш со другите зоолошки градини од Европа. И до ден денеска сум таму. Извесен период бев и директор. Сега сум моментално раководител на секторот за одгледување на основното стадо и благосостојба на животните. И зоолошката градина како место кај што животните се чуваат, односно се збирка на животни. Основната цел на градината е заштита, одржување и заштита на животинскиот свет, односно животните се чуваат за да на некој начин се одржи одржливоста на видот ин ситу. Затоа што многу животни во светот, последно е со носорогот во Африка, кој што исчезна како вид, но во зоолошките градини го има и се прават напори вештачки да може да се размножи и повторно да се изврши реинтродукција во природата. Истото се случува со сибирскиот тигар, кој што е еден од најзаштитените видови моментално во светот. Ние го имаме во нашата зоолошка градина, дури благодарение на екс-градоначалникот Трифун Костовски, кој што инвестираше во изградба на едно современо, по стандарди, живеалиште за сибирски тигри. Тука се размножија, имаме
индивидуи, едната е во Битола и Трифун Костовски е кум на машко и женско се роди, а куме и го крсти Путин, во него сакаше така да се вика, а другото, женската тигрица е Ана, ја и дадов име по мојата ќерка. Ана е моментално во Скопје, а Путин е во Битола. Пошто се брат и сестра, не можеме да ги чуваме. Ради инцест, треба импланти да се стават и така натака. И сакам да напоменам дека зоолошката градина кај многу голем дел од луѓето мислат дека зоолошката градина еве ги чуваат заробени животниве и ништо не се прави. Тука се работат доста програми за реинтродукција, за враќање во животната средина. Работиме професионално со работка со многу зоолошки градини од Европа. Колку грубо вработени има? Моментално вработени имаме 47, зоонегователи имаме 23, ветеринарни техничари, ветеринар, стручна служба, биолог еден, имаме општи работи, сметководство и така натака. Но сакам да кажам дека зоолошката градина како прво е место кај што животните in captivity на англиски се вика, се водат како животни во заробеништво. Но за животното да може да се чувствува како во неговата природна животна средина, ние сме должни да му обезбедиме услови на живење колку може да биде послични на неговата вистинска животна средина каде што живее. И си има стандарди за да се исполнат стандардите. Доколку не се исполнат тие стандарди, не можеш да чуваш животно. Да речеме за еден тигар, ако треба да има надворешно живеалиште од 300 или 400 квадрати, за две треба да има 600, исто во внатрешниот дел ако се бара има 20 метри квадратни минимум за надворешно и внатрешно живеалиште. Тие стандарди ги исполнуваме и можеме да чуваме најразлични видови на животни во нашата зоолошка. Колку прочитав 2007 се приклучивте на здружение или како да го наречам европско во кој асоциација во кој тие стандарди се запазени. Меѓутоа прочитав и дека тоа е одземено и дека следниве 7 години немаме право на... Да, ние сме таму кандидати за членки во таа ЕАЗа, Европска асоциација на зоолошки аквариуми, и бевме еден период 2017 година бевме први на листата за да станеме постојани членки. Тоа е нешто слично како Европска унија, во мало. И мислам дека тука најмногу одигра неусогласеноста помеѓу, да речеме, некои, да не речем политики, кои што настана во тој период, промена на корона, па имаше промена на менаџментот, па и малце некако ги запоставивме тие работи, со што имаме кривица сите, да речем, не може да речеме ова е крив за тој или заедно како тим, но ние работиме напорно и во контакт сме со ЕАЗа, така да Вие имате искуство со зоолошки градини по светов, сте биле во посета, не? Да, посетувам и конгреси, и соработка, размена на зоонегователи, на стручни луѓе, ветеринари, биолози, затоа што ние сме како едно семејство, да кажам, и си помагаме секогаш. Сакам на гледачиве да им ја доближиме дека не е тоа само место кај што се чуваат животни, него многу повеќе од тоа. Па да, зоолошката градина пред се представува една атракција, значи тука се врши покрај ова што го рекол инситу чување на животни, заштита на видовите. Другиот дел е културен и едукативен, кај што луѓето можат, значи од непосредна близина, да стапат во контакт со животните и визуелно, дури имаме и беби-зу каде што можат и со физички контакт да имаат со животните. И представува голема атракција, како и секој град, да речеме, секој град има зоолошка градина која што е на градот и може да има неколку приватни кои што си ја работат таа работа. Но еве јас кога не сум бил во зоолошка градина, кога сум бил во Париз, едно од местата кои сум сакал да ги посетам во мојата агенда со татко ми, со мајка ми како дете,
било да ја посетиме зоолошката градина во Париз, покрај Ефелова кула, Триумфална капија, Нотр-Дам, така натака, сме сакале и зоолошката градина и секој турист кој што доаѓа во Македонија, дали службено, дали туристички, сака да ја посети зоолошката градина. И имаме многу гости имаме од страна. Мислам дека никогаш не е доста да се рекламира и да се популаризира таа установа и дека посетеноста во последниве години, најголема посетеност од регионот имаме од Косово и од Јужна Србија, затоа што во тој дел нема зоолошка градина и имаме доста посетеност. Атрактивно им е да го видат. Да, посетеноста е најмногу во викендите, масовно доаѓаат туристи од страна, но проблемот е финансиски затоа што нашата влезница во нашата зоолошка градина е 80 денари, односно евро и 30 центи, колку иде таму, 20 додека на другите центи. Еве Белоград ни е најблиска, со стандардот сме тука негде, а кај нив е 600 денари, односно 300 денари наши 5 евра. Кој одлучува за тоа колку ќе? Тоа е градска установа и одлучува Советот на град Скопје. И ние бараме постојано да се покачи влезницата, но као зоолошката градина е значи институција која што би требало да ја посетат сите и некако ни оди тешко многу со подигнување на цената, а трошковите се огромни. Верувам. За чување на колку се сеќавам од поранешните времиња имаше посебна цена за наши, посебна за странци. Имаше на времето, да. Едно време бевме и поврзани и со музеот, беше како една институција, со една влезница се влегуваше и во музеј и во зоолошка. Но после се раздвоивме, пошто музеот, природно-научниот музеј е државна установа, ние сме јавна установа под град, тие се под Министерство за култура. И се раздвоиле, не знам која година тоа било, негде 90-тите или така нешто. И сакам да кажам дека зоолошката градина е еден вид скапа играчка, ги викам ја. Многу треба вложување на многу финансии за да може да се покријат сите трошкови. Струја, загревање на речеме заслон. Ни треба, тоа е како една мала сала. За електрична енергија знаеме колку скок на цената на струјата. Храната е исто така, а влезницата останува исто. Многу пари треба за. Дали освен Трифон има некој друг донирано или има општествено, да, општествено одговорни компании има кои што сакаат да помогнат. И сега апелирам доколку е некој во можности сака да помогне на зоолошката градина, бидејќи таа е за нашите деца, за нашите внуци, за секако. И не треба само тоа, и на некој начин е нешто што Скопје го има и препознатливо и за странци кои доаѓаат. Па препознатливо институција која што е 100 годишна, ја не знам дали има некои други. Тоа е нешто стварно. Од моје искуство многу малце верувам. Вие сте експерт по тие работи, може да кажете. Не сум толку експерт колку се бавам со тоа. Да. Името на Станко Караман верувам дека 98% од луѓето не знаат. Не го знаат кој. Човекот дошол тука, останал, имал своји деца, починат е тука, немаме соодветно дадено да се одолжиме на тој човек. Од друга страна, зоолошката градина, еве, за 2 години е 100 години, тоа не е малце, и тоа е нешто што значи дека една установа која 100 години веќе постои, добро обстанала во такви услови, кога нити има доволно пари за се што треба, нити е на некој начин со стручен кадар кој едноставно заминува на подобри места, дали во Македонија или во странство. И едноставно, еве, 100 години сега некако се добива впечаток дека како да замира. Немој да ме сватиш погрешно, меѓутоа мене тоа страшно ме боли. Па види, не само вас, веројатно и луѓето кои ја познаваат оваа проблематика, истото го чувствуваат и јас истото го чувствувам. Треба малце можда повеќе да се помогне во тој аспект финансиски, да се подобрат условите за да можат луѓето да ги задржиме во. Да се има слух дека треба да се помогне. Така. И можам да кажам дека доста, значи имаме ние спонзори кои што
правиме најразлични начини за да можеме да обезбедиме средства преку рекламирање, спонзори. Телеком доста ни помагал досега, можам да кажам, еден од главните спонзори. И секако најмногу треба да помогнат владата и Советот на град Скопје заедно и да имаат слух дека тоа треба да опстане и да едноставно дека е нешто на што треба да бидеме горди. Па тоа е тоа, значи таа афирмација на државата, ние сме како некои амбасадори. И ја рекламираме и нашата држава со тоа. Значи, кога ќе отворите вебсайт, например, на град Скопје или на ова, меѓу првите 5 работи кои што треба да се посетат е и зоолошката градина. Или во на мапа е ставена. Така да мислам дека туристите има и што да видат. Значи, зоолошката градина моментално имаме 631 единка од 91 различни видови. Имаме најмногу цицачи и птици. Тоа не е мала збирка, значи ние спаѓаме во средни зоолошки градини, да речам. И стварно, мислам, туристот кој ќе дојде или посетител, било да е странски или наш, има што да види, има доста едукативни табли и информации. Последно време тоа го направиме преку тие QR кодови, читање преку Википедија, преку нашата веб страна која што може со QR код да се прочита, секој може, денеска е веќе тоа нормална работа, директно ве носи на страната на зоолошка градина, каде што имаме текстови објавени за животните, како што така да едукативно, имаме едукативен центар кај што одржуваме доста настани од аспект на едукација на најмладите посебно. Тоа сакав да прашам. Мислам дека во мое време паметам дека училиштата редовно беше во една програма. Па да, ние се боревме и да дојде тоа да биде задолжително посета, доколку може во основните училишта, пошто таа возраст негде од 3-4 години, дока и 12-13, после другите повозрастните не се толку заинтересирани за. Но тешко таа работа дека оди, но нема школа која што децата не ги носи на екскурзија од цела Македонија, на посета на зоолошката градина. Тука има малце проблем со одржување на редот и мирот на зоолошката градина. Има правила на однесување кои што често пати не ги почитуваат, но се трудиме ние едукативно да им објасниме зашто не се дават смоки на животното, зашто не се дават одредени глутенски со нитрити, нитрати јадења кои што затоа што животното може само да му наштети на животното. Моментално значи имаме кажав околу 91 различен вид, што значи стварно најмногу имаме цицачи и птици, другите се водоземци, рептили, водоземци, риби и имаме нешто инсекти мал, како. Од време на време се појавуваат убави приказни за животните кои ги имат таму. Не можам да не спомнам за жирафите и нивниот, како да го кажам, човек кој беше задолжен за нив, кој имаше една своја посебна историја, потекнува од таткото кој работел и кој бил еден од учесниците на книга која е напишана од странство. Мислам дека и сестра му работи таму се уште. Да. Слоно додека беше активно. Животни кои од време на време си ја прават својата приказна и привлекуваат се уште луѓе. Лично сметам дека училиштата треба да што почесто ја посетуваат градината, бидејќи не е само тоа, него се ствара еден однос на деца кон животни, што значи тоа и колку тоа на некој начин им ја подига свеста за животинскиот свет во нашава држава. За заштитата и тука во тие едукативни предавања имаме, да речеме за рисот, кога имаме 3 риса кои што се евразијски рис Линкс, кои што го имаме во зоолошката градина од 2009 година и проектот кој што го работат Македонското еколошко друштво за заштита на македонскиот рис, да речам, балкански рис, односно Линкс, доста може да научат за значењето на дивите животни, за целокупниот биодиверзитет и
заштитата, нивна заштита, бидејќи несовесно се изловува, така да имаме околу 28-29 единки на риз во Македонија. Тоа е стварно жалост. Жалост. Уште едно животно, јас работејќи како советник во Јасен, е стоболката, Да. која на мене ми остави многу добар впечаток. Еден од биолозите кој беше од Словенија ми кажа дека чувал и дома. Дали има услови таа да се чува во зоолошка градина и да едноставно... Види, ние сега како зоолошка градина преферираме Сепак е ретко животно кое... да, ама ти животно да го земеш од дивината и да го донесеш во зоолошка, Јасно. тоа е нонсенс. Прво, животното ако го донесеш од дивина не може да обстане во тие услови. Обично 99% од животните се родени во зоолошките градини. И тие се навикнати да живеат, тоа им е нивни дом. Се случува животно да избега и ако не го уплашиш, оно само ќе се врати Само ќе назад. се врати. Затоа што тоа му е дома нему. Јас. И јас не сум за тоа, значи волци, мечки, ептен кога веќе животното е, да речам, осудено, нема што да се прави со него, или е повредено, или е тоа да го вратиш во реинтродукција во природата е многу тешко и многу долготраен и скап процес, кој што изискува многу работа и труд, за да може ние сме правеле штркови, сме реинтродуцирале, еве сега реинтродуцираме црн штрк, кој што беше најден во Велес, Да. позади затворот негде. Го чувавме тука месец и пол дена, штркот не беше повреден, веројатно беше загушен од смогот кој што нели пожар имаше летово. И после месец и пол го пуштивме, си летна на слобода, тоа помеѓу Бабуна и Тополка реката во тој дел. Таму има гнезди тој црниот штрк. Нешто, мислам, фасцинантно да се најде човек да го видиш повторно да летне во природа. Тоа е нешто... На некој начин јесте и дел од згрижување на животни кои едноставно не успеале да или имале проблем Да, во таков природа. проблем се случувало, еве мечиња, тие бим и бум што ни се мечињата, се најдени негде 2010 година на планината Јабланица, без мајка, веројатно мајката ја Утепа нека. упукале неверојатно некои несовесни, пошто не е строго заштитен вид и забрането е кривично, може да се одговара дури со затвор за убивање на мечка. Сите тие работи се многу, како да кажам, благодарни и доколку има услови да се врати животното во природата, ние тоа го правиме, но доколку животното се импринта со човек, еве да речеме мече најдено, мечето ако го чуваме тука и му даваме јадење, оно ќе се навикне дека човекот му дава, нема да има страф од човекот. И ако го пуштиме повторно во природата, ќе појде во првото село и од страф луѓето ќе го убијат, значи го осудуваш на смрт. Јас. Колку толку Јас имам две мачови кои ми ги донесоа од Битола. Едноставно домашни мачиња, значи не се од сабале кој ќе ги пуштам во двор, ги гледам дека не е тоа нивна природна средина, едноставно не се снаоѓаат онака како што се сите мачки. Меѓутоа многу врзаноста на животните со луѓето е нешто што е фасцинантно и мене ми прави право задоволство да ми се тие другари, пријатели. Да, животното може, еве ние користевме одамна имавме како со деца аутистични или имале проблеми нешто, еден вид на лечење или подобрување на здравствената состојба на тие деца беше јавање на кончиња, односно непосреден контакт со животните. Тоа беше многу убав проект на времето, го работевме тоа, сега не знам нешто, тоа не се работи, имаме коњи за јавање. Да. Или контакт со одредено животно и детето се гледа одма дека почнува да комуницира. А животните по друга страна и тие чувствуваат. Јасно. И Препознаваат. Меѓусебната соработка е многу успешна. Да се вратиме на туристичките потенцијали на зоолошката градина, колку просечно во текот на неделата или месечно има посетители? Ние зависиме многу од временските услови. Да. Затоа што сме отворена средина и обично ударни ни се пролетниот и есенскиот период. На лето има помалце посетеност,
првите викенди, да речем февруари или март, кога ќе пукне сонце, имаме посетеност дури и до 5000 посетители во еден ден. Браво. Тоа што е незадемаливо, мислам, бројка која што да ги примиш 5000 и да се грижиш за сите, за посетители, за животни, е одговорна работа и мислам дека како животните се реагираат тоа на сакав да кажам, баш животните, еве сега во моментов сме ние како под еден вид карантин, затоа што се откри некој вирус на птичји грип и нема посетители, веќе недела и пол не работиме за посетители, е затворена. Животните почнаа другачие да се однесуваат. Тоа прв пат ја го приметувам се, всари не за короната го приметив, и сега втор пат е кај што животните некако се чувствуваат, пошто има многу несовесни посетители кои што ги вознемируваат животните. И тука ни е најголем проблем и воведовме дури и помош од волонтери кои што сакаат за да ги следат тие да ги усмерат не да ги усмерат, него да ги советуваат. Имаме такви некои точки кај што кај мечките, кај мајмуните, кај да седат и да ги едуцираат дека животното не сме да се вознемирува, опасни животни, имаме информативни табли за тоа ставено, но полека и ја подигаме свеста, јавната свеста кај посетителите, со фино обраќање да им се каже дека тоа ради тоа и тоа не сме да се прави така, да се вознемирува. И мислам дека полека се приметува таа свест, е подигната на повисоко ниво преку различни кампањи, кое што веројатно се рефлектира кај посетителите и поголема ни е посетеноста од година во година. Јас низ разговор со ваши луѓе од зоолошка дојдов до некое сознание дека 45% посетители се од Косово. Од Србија, како што е. Не знам, ама дали имате и какво е ваше искуство на странец кој доаѓа во Скопје и разбрал или нашол дека имаме зоолошка градина, каков е неговиот однос, знаејќи ги условите, да речеме, во Европа и кај нас? Па претежно странците јас сум комуницирал и сум ги пречекувал и сум водел и тури. Воодушевени се, затоа што сите живеалишта ни се по стандард. Прво, односот на зоонегователите со животното, пошто тој е триаголник зоонеговател, животно и посетител. Тој триаголник е главниот триаголник во сите зоолошки градини. Нашите зоонегователи се едуцирани, 99% можам да кажам, и се испраќани на едукација во другите зоолошки градини, едуцирани се, јазик знаат, може да им објаснат на секој странец, и јас потоа сум разговарал со некои посетители од страна и се задоволни, значи од односот да прашаат зоонеговател, може да им каже основни податоци за тоа животно и така натака. Така да некако работите одат нагоре и нагоре во тој смер, во едукација, за да може да се пренесуваат тие разговори. Дошле тројца од Холандија, пренесле на другите дошле како со Охрид, нешто слично. Јас исто тоа го кажам. И мислам дека одиме на една нагорна линија со едукацијата на пошто зоонегователот е тој кој што е во непосреден контакт и со животното и со посетител. Доколку немаш добри зоонегователи, ние како експерти можеме се да кажуваме, но непосредноста со посетителите, со туристите во случај со ние темава вечерашна, значи они се главни кои што ја представуваат, они се како еден вид огледало на зоолошката градина, градот и државата. И мислам дека одиме на нагорна линија во тој дел. Колку е позната зоолошката градина наша во странство? Дали на саемите за туризам има некоја можност да се види проспект, да се нешто направи околу тоа? Тоа го организира градот Скопје, пошто ние сме јавна установа на град Скопје и нивниот сектор или одделение, не знам што е, за промовирање на одредени установи или тие го водат тој дел. Мислам дека од мое мислење дека е доста позната и дека
посебно во периодот, да речеме, од Јакога дојдов 2007-2008 до негде до пред короната, бевме една од примерите како зоолошка градина може да оди по нагорна линија. Значи донесовме голем број на нови животни, слонови, шимпанза, можам да кажам, кои што имаме 5 животни од топ 10. Кој е најстарото животно? Па најстарото животно може да е некој од белоглавите мршојади. Од кога постои зоолошка градина, бидејќи они живеат многу успешно, се размножуваат кај нас и доста имаше. Знам дека има и размена. Има и размена, да. Тоа ќе го кажам после како оди тоа носење на животни. Значи имаме предпоставувам дека сигурно има некој од тие од белоглавите мршојади негде околу 60-70 годишни. А колку е просечно? Они живеат над 70 години. Значи се ептен стари. Моментално имаме шимпанзо женка, Мими, која што е 60 годишна. Слоницата која не угина пред скоро беше едно од постарите во Европа, да речеме, они живеат 60 години, 62, 63 екстремни случаи. Насата што угина беше 60 годишна, беше една од најстарите во Европа. Тие се постари животни што се, нели, кои има долговечни што се, како папагали, белоглави мршојади, нели, слонови, шимпанзата што живеат околу 60 години, Мимије 60 годишна сега. Така да животни, како што доаѓаат, значи животните, они си имаат свој век, да речем. Јасно. И сега доколку животното веќе влегува во старост, како за лав, например, дошол 17 годишна возраст, он веќе влегува во зрело доба, кај што во старост, кај што може да решлено да се случи да угине. Да. И во секој случај треба добар пиар да тоа го објасни на луѓето кои што кога ќе угине животно се прави фама некаква, дека ние криеме, дека ние не кажуваме. Тоа е чисто пиарска работа која треба да, ја например знам дека тоа животно има толку години, пиарот знае и тоа треба да се објасни на широката на јавноста, за да не биде дека нормално е, тоа е природно. Немате увид или немате добар. Така, тоа е како луѓето, значи си има одреден век на живење, мачките живеат во просек 20 години, сите large carnivore или месојадните животни, мечките живеат 40 и нешто. Значи си имаат свој век на живење и само се треба добро да се објасни на јавноста за да не доаѓа до такви несакани реакции во јавноста. Кажи ми колку има заинтересираност на млади биолози или предпоставувам дека кадар кој би сакал да биде вработен во зоолошката градина и како оди вработувањето? Вработувањето е многу тешко. Тоа е на ниво на цела држава. Одобрување од Министерство за финансии, нели, заинтересираност има од млади биолози. Сега имав до скоро имав еден студент кој што е 4-та година на биологија и самиот сакаше да иде, поставав од реон на реон, да ги види сите реони, сите животни да ги запознае, нивната биологија, екологија, исхрана и така натака. Ветеринари доаѓаат исто така заинтересирани се. Имаме соработка со ветеринарен факултет, договор за соработка врз основа на кој студенти идат на пракса од средното ветеринарно училиште, имаме соработка. Така да има заинтересираност, но проблемот е што не можеме да обезбедиме постојани вработувања. Не се сигурни, нели, имаат некакви договори кои што не им се сигурни. И сето тоа ги тера и младите во овој ветеринари или биолози да бараат на друго место работа. Тоа е проблем, да не речам, на државата. Мислам дека и уште еден проблем е тоа што вие сте под ингеренција на град Скопје, така? Да. Малце одвојува средства и голем дел од вашите билети што ги продавате на некој начин одат за плати. Па да, сега тоа е, да кажам, се прави ребаланс на буџет, доколку негде снемуваме, интервенираат со одредени средства, но во секој случај зоолошката градина како институција сака многу финанси. Многу финанси, на режиски трошоци ни одат голем дел на, значи најмногу ни одат на струја, вода и нормално јавните набавки за храна.
зрнеста храна, или имаме месо, имаме сточна сено, луцерка, овошје, зеленчук, животните си имаат свои таблици на исхрана. Можеш да ги запазиш тие. Животно ни доаѓа од страна, од зоолошка градина од Берлин, да речеме, и она си иде со таблица на исхрана. И за ти можеш да обезбедиш за шимпанзото, например, манго, да има зелена салата, да има различни овошји и зеленчуци кои што навикнете да ги јаде таму. Знаеме цените колку се на пазар. Значи тоа се огромни пари кои што, да не речем 500.000 евра ни требаат годишно за само двата слона ни беа трошок 80.000 евра годишно. Веру. Сакав да го направиме тој муабет, бидејќи да имаат луѓето увид дека не е само тоа чување, него е многу повеќе од тоа. Многу комплексна работа е зоолошка градина и треба стварно доста стручен кадар, едуцирани зоонегователи и помош од државата и градот. Некаде прочитав дека и во сезоната кога има гужви, дека имате волонтери кои сакаат да помогнат околу тоа и дека... ние тоа го правиме негде 2011-12 година, беше доста атрактивно и масовно, но имаше проблеми со законот за волонтирање. Требаше да не бидат помали од 18, да бидат само во летниот период и така натака, а има голема заинтересираност. И они младите се најдобро ги разбираат работите, нели? И даваат идеи, предлози, тоа е многу важно за нас, како менеджмент, да речем. Дали се подготвувате нешто за 100 години? Ние собираме информации веќе 7-8 години. Ги собираме на тоа, мислам, че се направи еден професионална една видна книга, како се... Брошура. Да. Со 26-та со Станко Караман до ден денеска. И ќе биде публикувана, веројатно, да испратиме до нашите соработници. Соработуваме доста со зоолошките градини од Балканов, имаме прекрасна соработка со Софија, со Атина, со Белград посебно, Загреб, Љубљана, Сараево, тука сме Палич, Осијек. И соработуваме, тие се сите тука негде тој период, значи плюс-минус, да 20-тите, почетокот на, да речем, на 20-тиот век. Така да соработуваме, собираме податоци, малце е тешко да се ископаат податоци, нели, во Македонија, вие знаете најдобро тоа. Да бидат релевантни, не... Немаме искуство да чуваме така нешто, тоа тука ни е проблемот, да. 2028 сме град на културата, исто така, во која верувам дека ќе има доста страни посетители. Дали тука некоја програма спремате посебно или ќе си остане? Бидејќи мислам дека ќе има доста посетители градот, бидејќи е град на култура и дека многу странци ќе сакаат или едноставно некој треба да ги усмери дека треба да ја посетат и зоолошката градина. Добар пиар, добра реклама. Ќе си го направи. Ќе си го направат своето, но сепак и тоа сака вложување на средства и работа и сето тоа. Колку е град Скопје едноставно свесен дека имаме такво богатство? Треба да се свесни, треба да бидеме сите свесни дека имаме такви некои, да речам, културно-уметнички установи кои што значат, стварно значат. Мора да си ги негуваме ние нашите... Апсолутно, да. Нашите вредности или наследства, да речем, World Heritage, што го имаме како матка, како зоолошка, како природно-научен музеј, кои што се многу важни за една држава. Матка е посебно приказна, не би сакала воопшто да ја споменувам. Дали ни остана уште малце време, дали едноставно посетата или она што е развој на зоолошката градина, еве 100 години, 2028 место за град на културата, Станко Караман ќе си го најде своето место. Мене лично многу ми пречи, бидејќи нема ни еден споменик, нити има, рековме, преку 120 трудови посветени на Македонија и живиот свет во Македонија. Нема никаде статуа, нема никаде податок. Ова е добар предлог, ми се допадна во моментов. Нешто такво би можело да... Едноставно основачија на Основачија на тој дел тука... Барем една табла дека постоел, работел и го основал тоа.
со најголема љубов и со успел и своите синови и неговата жена да се бават со иста работа. Се надевам че синови и ќерка, и ќерка му предаваше. Ќе го слушнеме ова, ќе го слушнат ова, луѓето кои што би сакале да помогнат, пошто сепак се тоа финансии. Секако. Ние не можеме да издвоиме за храна моментално. Ние немаме однос кон вредности. Немаме односи, не негува, некако немаме, не знам, тоа како се вика. Јас многу често го спомнувам градоначалникот на двете светски војни Михајловиќ Јуруковски, кој едноставно исто така да прашате 90% од помладава генерација немаат појма кој е, а има една малечка 300 метра улица во Стара Чаршија, нема никаков споменик, па мислам дека дури нема и во град Скопје, кај што се сите слики на градоначалници, негова слика. Мораме да ги негуваме тие вредности кои што ги имаме наследени. Апсолутно. И тоа фактички ја представува и самата држава и градот во секој случај. Ама и тоа значи дека таа 2026 била значајна, некој сватил дека овдека треба да има градина, да не кажеме дека неговите природно научени, дека градски парк е едноставно било земјиште поплавено од и бар. Така во близина на Вардар, да. Да не кажеме, успел да направи градски парк со кој денеска се гордее. Да, точно. Се согласувам и мислам дека ќе ги земеме во предвид тие идеи вашите, да се стави една статуа, тоа е многу убава работа. Многу убава, че се... Семејството на Караман се уште постои, значи неговиот внук е професор на биолошкиот факултет во Нови Сад. Да. И разговараме со него, собираме податоци, така да во тоа објавата што ќе ни биде за 100 годишнината, многу работи ќе можат луѓето да ги прочитаат на едно место, да ги видат. Не спомнам во текот на овие 100, од 98 години, значи Скопската зоолошка имаше премрежија, кај што 62-та година со поплавата голем дел на животни биле удавени во поплавата. Постоја една година после тоа земјотресот, да речем на нула дошле збирката на животни, но со голема залагање на градот, на државата, се дојдено повторно до возобновување на тие видови. 90-тите години експанзијата било 80-тите, 90-тите години и ние се трудиме сега да го држиме и да го надградиме сето тоа. Убаво што тоа го спомнавте, едноставно не е да не се спомне, заслужува да биде кажано за сите оние млади, пак ќе повторам, за кои зоолошката градина е место кај што чуваат животни, не повеќе од тоа, дека тоа не е така. За жал, крај на ова брзо помина времето. Јас се надевам дека гледачиве дознаат малце повеќе и дека со некои други очи ќе го гледаат тоа што може да го посетат и едноставно да бидат свесни дека 100 години постоење не се малце. Не е шала. Драги гледачи, тоа беше се за денеска. Јас се надевам дека овој разговор ви разубави или донесе некои нови сознанија на кои можеби и не сте помислили.